Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Работите се одвиваат онака како што треба. Работите околу Кочани, околу Пулс, ви кажав дека ќе се одвиваат според правилата на Божјата десница и на Бог. Може би сектата кочанска или регионална не го свати тоа. Амете јас пак повторувам. Божјата десница ќе ги одгонетне сите секташи во Македонија. Сите до еден. Затоа што повеќе не се мили на Бог. Тие се наводно посебно обучени во секоја институција. Такви ги има во ОВР Дувлочани, такви ги има во Основен суд Кочани, такви ги има во Водовод Кочани, посебно обучени, кои што се тука да ги спроведуваат агендите на народодавецот кој што има за цел да пие и да цица крв од измачениот македонски народ. Не, нема да дозволиме. Доста ја цицавте крвта на мојот измачен македонски народ. Вие, посебно обучени, кои што секаде ви испраќаат во секоја институција каде што сте. Еве јас повторно ќе ве потсетам. Божјата десница ќе ги одгонетне сите случаеви кои што се поврзани против човечанството и против македонецот. А вие, кои што сте секаде во секоја институција и сте посебно обучени да бидете до директорот, до командирот на ОВР Дувлочани претходно, до Основен суд, сите вие кои што се поврзани во една мрежа и изигравате некои масони, Бог ќе ви ја покаже неговата десница. Колку сте вие масони и колку вие сте забегале со цицањето на чистата македонска крв од чистиот македонец. Се има свој крај и свој почеток. Започнува почетокот кој што ќе добие интензитет против сите оние кои што се спротивставуваат на македонизмот и на сите оние кои што се бореа за Македонија. А врз оние кои што им ја купија душата и им ја направија черепи и коски и изиграваат пакистанци, а се македонци во Македонија, и им смета македонизмот затоа што имале Кичановиќ. Затоа се има свој почеток и свој крај. Јас ви кажав, вистината за Пулс нема да ја одреди човекова рака, туку над човекова рака. И тоа го праве. За сите учесници кон овој грозоморен чин. Исти учесници кои што се поврзани со крадењето на цветот на животот и веруваат дека се богови и светци, кои што се како црева испреплетени во сите институции во Кочани, на кои што кочанецо молче, му ја цицат крвта, како комарец, како јато комарци му ја цицат крвта на кочанецот, а тој молчи и ракоплеска. Тоа е моето Кочани. Тоа е моето патриотско Кочани кој што настанало од престолнината Бела некогаш. И кој што нон-стоп само се поклонува на сектата. Тоа е моето Кочани. И тоа треба сите да си го признаат. А јас нема да молчам. Ниту сум молчел, ниту ќе молчам.
Колку и да отварате процеси против Владо Павлов, колку и да го правите сето тоа, ако кажем одредена вистина, вие да пробате да ме замолчите, нема да успеете повеќе да ме замолчувате. Затоа што и никогаш не сте успеале во тоа. Ете јас, Владо Павлов, со лик, ви го кажувам сето тоа. Немам скриен профил, не сум како шефот на Палче, да пишувам од скриен профил, во име на некој си Палче, и да пишувам дали знаете, Владо Павлов, кој сум јас. Извини, ти си Богот. И со тебе треба да се понесуваме како со Бог. Затоа што не де Боже ти шефе, кос служба, ако се изнервираш, ќе имаш право да го убиеш Владо. Абе дај бе, молам веќе бе. Абе дај бе, молам бе више. На македонецу му е преку глава од такви самопрогласени богови и светци. Разберете го тоа. Така да, истата екипа која што е поврзана со она што го гледате, каде што се посебни учесници, во секоја институција е поврзана и со украденото цвеќе на животот. Цвеќето на животот. Ќе ви дадам доказ од Страбон, Географија, книга 7, фрага 1. Значи, книга 7, фрагмент број 1. Број 11, се извинувам. Она што се нарекува Македонија во минатото, се викало Ематеа. Колку Владо Павлов ја спомнал Ематеа. Пред очите на сите вас, македонци мои. И го добило сегашното име од Македон, еден од нејзините рани поглавари. Еден од нејзините рани поглавари. А замислете, тој еден од нејзините рани поглавари живее 700 години пред Тројанската војна. Македонци, 700 години пред Тројанската војна е датиран Македон, син на Дионис. И вели, исто така, постојал и град Ематион, близу до морето. Дел од ова земја била освоена и држена од некои епирци и лири, но тоа трајало многу краток период. Војната помеѓу ематејците и лирите не е од денес. Таа секогаш постоje за ова свето место. Така и денес Семир Илирски, алијас Македонски, сака да ви ја наметне тезата дека Македон, родоначалникот на македонците, е Илир, поради овие чести напади кои што ги правеле на Ематеа и лирите во времето на Македон. Се вели дека ботијците првично дошле од Крит, заедно со нивниот поглавар Ботон. А додека што се однесува до тракијците, пиерите, ги населуваат Пиереја и регионот околу Олимп. Македонци, Пиреја е Пиринскиот полуостров. Страбон вели дека Олимп треба да го бараме во Пиринскиот дел на Македонија. И продолжува. Пајоните биле население, биле народ, каде што регионот нивен бил од двете страни на реката Аксии, денешен Вардар, кој поради тоа се нарекувале пеони или аксијци. Едоните и бизалтите, остатокот кој што бил со Македон
и живееле околу реката Стримон, денешна Струма. Од овие два народи, вторите се нарекуваат Бизалти, додека еден дел од едоните се нарекуваат Мигдони. Тие Мигдони се дел од денешните македонци. Тие Мигдони се ематеиците. А морето било во времето на Македон и областа Ематеа. 700 години пред Тројанската војна до денешен Туртел, Плачковица. Плачковица или Туртел било најголемото пристаниште налик на Солун денес во времето пред и за време на Атлантида. Туртел е најстариот Солун во времето пред Тројанската војна и место каде што бил градот Ематион. Морето, Белото море, било до Синковица и до Туртел. Зборуваме за пред Тројанската војна. После Тројанската војна, каде што имаме одредена катаклизма, морето почнува да се намалува и настанува езерото Прасијацко. Од ова море, кое што, ако знаете дека Јадранско и Јонско море се создадени после Тројанска војна, тогаш ќе дојдете до заклучок, до заедничката поврзаност помеѓу илирите и нашата територија Ематеа, Македонија, затоа што нивната матична држава е Италија и оделе по земјен пат каде што имале размена на народи, размена на стоки, размена на се, она што е познато како денес економија. Но, после Тројанската војна, настанува Јадранското и Јонското море. Тоа значи дека постојаните битки кои што ги имаме со староседелците на Италија, турците или илирите на Балканот, потекнуваат од денешна Италија. Зато и Одисеј се изгубил, поради тоа што не го знаел Јадранското и Јонското море и му требало време да се врати од брегот на Италија кон брегот на некогашното Бело море, кое што било до денешна територија на Македонија, до територија каде што бил островот Итака. Токму овај крунисан доказ на кој што Владо Павлов требаше да биде починат, требаше да биде уништен, службите или ова секташка организација од овие посебни момци кои што ги има во ОВР Довлочани, кои што ги има во Основен суд Кочани, кои што ги има во Водовод, кои што ги има во сите институции, тим на посебни обучени за спроведување на агендата на паравлада, која што е секогаш тука. И затоа, ваква е работава денес. Доказот кој што е поврзан, на кој што треба да замолчи Владо, и ако не замолчи, ние и понатаму ќе му отвараме работи, не знам што ли не. Нема да замолчи Владо. Нема да замолчи затоа што вистината е многу поголема од ова секташка организација, од ова паравлада, кој што учествува во најгрозоморни сценарија. Потоа, ако ги додадете извршителите, нотарите, ќе добиете еден склоп
на една голема организација која што учествува во цицањето на крвта на овај измачен македонски народ. Зато овај крунисан доказ, кој што е поврзан со територијата на најубавиот мак, тоест Афион, го носела името Ематеа. Ематеа го добила името по макот, по Афионот, кој што истовремено е родоначалник на името Македонија и кој што е доказ каде е роден Македон, во најстарата Арголида, која што е била на територија на денешна Македонија или околу Плачковица. Територијата е била древна Пајонија. Додека она територија, каде што во денес ве манипулираат дека е создадена Пела, е територија од древна Јасонија во тој временски период. Јасонците не се исто како што се Пајонците. Ематеа е област во Пајонија на територија околу денешна Плачковица. Од тука започнува создавањето на древното македонско царство од Македон 700 години пред Тројанската војна. Зато и тука го имаме најстарото светилиште од каде што Паско Кузман не го заштити и никој од овие до ден денес. А ве манипулираат дека на 31 на нова година дошле, го зеле и го истражувале во музеј на Македонија и ви кажуваат дека плочата е отоманска од надгробниот споменик на Керим Бек, кочански правенец, чукун дедо на Срđan Керим, масонот на Кочани. А дали знаете од кој потекнува Керим Бек? Керим Бек потекнува од оној кој што е направил Виничката афера. А дали знаете зошто е направена Виничката афера? Виничката афера е направена за да се уништи духот на вистинската македонска организација која што била на Плачковице на Осогово, познати како осоговци. Дали знаете како успеале да го уништат духот? Со убивањето на Бекчето во Виница. И започнува теророт врз вистинските лиденци и нивните патешествија кои што ги имале во Анадолија по затвори. Сосема идентично како што го направи Киро со атентатот, каде што искористен експлозив од АРМ, идентично со експлозивот кој што искористен за дигање во воздух на джипот на Палчо и на Мерцедесот, тоест Амито. Е сега вие поврзете ги работите зошто сметал Владо Павлов на Палче. А знам дека ме гледа и тој и неговиот тутор, неговиот шеф. Каде што извршители се Кос, а чистачи Удба. Со кое право Мерцедесот е однесен оному каде што не треба се додека не се изврши вештачење? Каде била крим техниката на Јован Кукузел алиас Фрчкополис? Е затоа им сметаше цветот на животот. Затоа што беше доказ на вистинската Македонија. Затоа што беше доказ дека ние сме централна Македонија. Додека Северна Македонија со Олимп е Пиринска Македонија, а Јужна Македонија дека Јасонија територија од денешна Грција. Немој да мислите дека тоа им било случајно. Службата и структурите на Удба и Кос точно знаат дека во Кочани ништо не е работело. Точно знаат дека работеа солените соби во Беверли Хилс, во Битола и во Охрид. Точно знаеа дека тоа не е надри лекарство. Дека по законот со таа шифра е направена солената соба и ние сме работеле професионално. Точно знаеа дека ние фискализираме се, точно знаеа дека ние работевме со фискални сметки,
точно знаеја дека овде нема надри лекарство. Ама целта беше цвеќето на животот. И затоа ова секта која што учествува во сценаријата на Пулс го направи претресот за да ја украдат. Плочата која што поврзана со областа Ематеа и Македон, за да Грција остане се уште лука на светската цивилизација, од кој што е создадена и од кој што е изманипулиран целиот народ во Европа и од кој што се држи на стаклени нозе Англо-Америка. Појасно ли е, македонци, ако овде нема Бог, до сега овија парче по парче ке сече од мене. Ама заборавиле дека се има свој почеток и свој крај. Немојте да велите дека не знаете. Немој да вреѓате и да правите филмови. Заврши она удбашко, секташко и косовско. Забега, нула, глуп, ненормален и верувате дека народот ќе ви верува. Не, сами се откривате кој на кого служите. Сите вие, пред вашите деца се откривате. Затоа што, ако ви отворам да видите колку деца, колку млади го слушат Владо Павлов, веќе имаме посетеност над 2 милиона. Од нив 30% до 20 години го следат Владо Павлов. Пред децата се правете дека сте учесници на некоја секта, дека не си ги сакате и вашите деца. Затоа што и на Врбчињата е јасна нашата битка. Битката на се македонското обединување за вашите деца. Да не им ја пијат крвта утре како канибали овија, што ја цицат крвта на ова измачен македонски народ и што веруваат дека ќе го замолчат Владо Павлов. Не може да ме замолчат затоа што ова е поголемо од мене, затоа што ова е нешто многу големо и верувајте ми, се додека не се врати цветот на животот, земјата нема да се смире. Помнете и не заборавајте. Послен доказот за Кочани дека има пирамиди, дека е поврзан со летната равнодневница, на кој што со факти и со во живо ви докажавме како од пирамидата на Сонцето на 21 јуни во правец на југоисточно од север кон југ една по една пирамида се затемнуваа од пирамидата на Сонцето. Зарем тоа не е доказ? И зошто овој доказ не ви го докажа Семир Илирски? Затоа што тие пирамиди во високо се од исти временски период, оно што го кажувам со Македон, со Атлантида. Тие пирамиди се поврзани со зимската равнодневница. Тие пирамиди северозападно, кога ќе биде зимската равнодневница, ќе се затемнуваат една по една од пирамидата на Сонцето. И истите тие, затемнувањето ќе им почне обратно од Кочани или од југ према север. Запомнете, правец северозападно, а затемнување од југ кон север. Поврзани обратно од градот на светлината, кој што го има символот цветот на животот. Не може цветот на животот да биде во град на темнината. Не може да се балансира неговата фреквенција со фреквенцијата на темнината. Тој дисбаланс, кој што е направен со крадење на цветот на животот, за кој што 20 години го чувавме, на кој што Паско Кузман клоца му удари кога го виде, на кој што полиција довора довлочени, снима, им беа покажани
И никој не обрати внимание 20 години. Помнете и не заборавајте, се повеќе и повеќе ќе се тресе земјата. Се повеќе и повеќе ќе има катаклизми. Се додека не се покаже вистинскиот, се додека цветот на животот не се врати таму каде што беше. Не може да постои случајност. 16 март 2024 е украдена од оние кои што требаше да ја чуват. 16 март се случила Пулс. Не може да е тоа случајност. Се додека овај крунисан доказ не се врати и не се направи музеј во Кочани, како што наликува на град на светлината, земјата ќе се тресе. Се повеќе и повеќе. Ние не можеме да го сопреме тресењето и катаклизмите и анархијата и сета она крв што ќе има до колена од овие војни што се случуваат низ целиот свет. Ама можеме да го намалиме интензитетот. Ако треба очите на гулабицата да се малку изместат, а не многу, треба да бидеме љубов и да го почитуваме градот на светлината, каде што ви докажав со факти и аргументи кој е градот на светлината. Пред вас, молчеливи македонци, каде што секој ден губете дел од секоја клетка една по една, каде што секој ден добиваме се повеќе и повеќе канцерогени клетки, каде што секој ден овие обратните од градот на светлината ви ја цицат крвта. И на вас, и на вашите деца. И вие што чекате и уште се чудите? Овој доказ го представува на старото пристаниште, налик на Солун денес, од времето на Атлантида. Затоа што морето, во времето на Ематеа, во времето на Македон, било до Туртел и до Синковица, Осогово. Значи, зборуваме за 700 години пред Тројанската војна. А цветот на животот, кој што е помеѓу две афионски чушки, ни докажува дека не е тоа надгробен споменик на неголемиот шпион Влавот Ѓорги од Виница, кој што го убил бекчето со цел да ја уништат македонската организација и да ги затворат во Анадолија во време пред дигање на Илинденското востание. Кој ги затворија? Сите оние што беа против дигање на Илинденското востание. Е тој, Влавот Ѓорги од Виница, станува кочански првенец, Керимбек, и сега пара лица од Музеот на Македонија не лажат и манипулират дека плочата била отомански символ и надгробен споменик на кочанскиот првенец Керимбек, од кој што потекнува главниот масон на Кочани Стрджан Керим. Тоест, неговото потекло и од Виница и од Кочани. Од Виница потекнува од Ѓорги Влао, а додека од Кочани потекнува од истиот Ѓорги Влао, кој што станува кочански првенец Керимбек. Завршува времето на овие самопрогласени масони. И затоа не е потребно да го споменува никој името на Владо Павлов, ниту во Црни буки, ниту во Буково Битолско. Ниту Саат Кулата, каде што одговорно тврдам дека ова е било Фарос, кога било морето, во времето на Евредика, и дека овде е погребана мајката на Филип Македонецот Евредика. Буково, дека било центар обучен на фалангата, а додека Црни буки, дека е место кај што е лоцирана Лингистида. Лингистида,
настанува од Пелагонија или Белагнија, која што била на територија околу Осогово и Плачковица. Кога се повлекува ова вода после Тројанска војна, настануваат црни буки и настанува Амфистида во Струмица. Тоа значи дека лигнистидите или Битола и Струмица потекнуваат од Осоговско-Плачковичкиот регион. И затоа неубавите денови Филип ги имал во Битола, ги имал во Црни буки, во Буково и во калето кое што било на Тумбе кафе. А оно што го кажувате за Хераклеа, тоа е римска база која што е направена обратно од македонските обичаи. И на местото на храмот на Илија, над амфитеатарот, го имате храмот на Сатрун. Македонците немат никаква врска со Сатрун. Ние имаме врска со Илија. Со нашето сонце, со нашата светлина, со нашиот свет на животот, со нашиот Бог во нас. Е затоа на некому сметаше овој доказ. Се извинувам. Е затоа требаше Владо да биде линчуван. Затоа требаше Палчо не мене да ме плаши, туку со декретот КОС и од УДБА да ги плаше децата. Со она што го правеше од порталот на Фрчковски алиас Јован Кукузел. 2 месеци од дома не излегна тогаш мојата керка Марија. До ден денес јас со моите деца не можам да разговарам од тоа што го направи тој Палче, кој што е учесник во сите нарачани сценарија против Владо Павлов, кој што е учесник во хајката во Беверли Хилс, каде што 3 пати одседнува во кафичот на Панчев пред да започне хајката од Министерство за здравство, а не од локална власт на центар од Скопје, каде што лично се видов со Герасимовски и разговарав дека нема ингеренции центар, туку Министерство за здравство. И тука пак ќе дојдеме до поврзаноста со овај крунисан доказ за Македонија. Знаете каков е дип копач Палчо бил? Ќе дојдеме до вистината за атентатот од Владо Павлов кој што им смета на сите нив. И како може исти експлозив да се користи и за Киро Григоров и за джипот на Палчо. Е затоа ќе отворам тематиката дека не е украден, не е исчезнат, туку е даден за борбини активности. А после убиството на 20 учесници кои што културно го земат, доаѓа до исчезнување на овој експлозив кој што е искористен за уништување на Македонија и на македонизамот. И во кој што Киро Григоров не бил во колата. И во кој што неговиот тутур, обучен Петар Грачанин ги прави сите овие активности. За да имаме атентат врз македонците од ВМРО ДПМН е тогаш. Жално е, ниту еден од ВМРО ДПМН до ден денес не дал подршка за ова вистина, кој што Киро Григоров искористува тумор на фронталниот синус, кој што не се ни вратил од војна болница Белград, искористува друго лице да не даде подршка. А атентатот е врз ВМРО ДПМН, кој што беше за Македонија, не за Југославија. Ниту еден денес од ВМРО ДПМН не е дал подршка на Владо Павлов и на нашето се македонско обединување кое е секаде. За кое ВМРО ДПМН ние зборуваме Тино денес? И знам, за да се докаже вистината, знам
Зашто ќе се открие се и сите ќе бидат затворени? Затоа што Бог и неговата Божја десница ни кажа дека целата состојба настанува од нешто друго кое што повлечува експлозија и паѓа пола покрив. Тука ќе си докажат зошто настанала експлозија на покривот. И дали таа експлозија е поврзана со литиумска батерија или литиумски акумулатор? И како дошла? Експертите ќе си докажат. Кој, што и како. Факт е дека Деко знаел дека ќе има рација. Тоа го знаеше цело Кочани. Факт е дека сите знаеја дека има малолетници. Ама што се случило? Што нешто измрдало од контрола. Дали некои нови пуштиле у рацијата што не биле познати? Па морала да одигра некоја робијашка тактика со покривот. Божјата десница се ќе открие. Вие газете го Владо Павлов. Колку повише го газете, колку повише му измислувате сценарија, колку повише му спремате нови кривишни пријави, толку се по ваша глава се удара. Така ли е, командире Темелков и твоите посебни полицајци, за одредени активности кога има потреба? Командире Темелков и началничке Марија, како се минуваа записници за Владо Павлов? Од напад извршен позади грб врз Владо Павлов, ставате, минувате записници дека двајца полицајци биле учесници. Мене да ме наместите за нарушување на јавен ред и мир. А ја нападнат. Темелков. Багра Кочанска. Завршено е. Сектата Кочанска мора да заврши, за да Македонија се ослободи. Тој што ќе помогне на Кочани како што јас помагам, тој ќе помогне на цела Македонија и на сите ваши деца, никој да не ви ја цица крвта утре на вашите деца. Помнете и не заборавајте. А ти, Темелков, и твоите посебни момци за посебни случаеви, нема да се спасете. Бидете ми во љубов, мир и хармонија. Не мора никој да давате поддршка. Се македонското обединување е секаде. И земско, и небесно.